И сега предпоставувате зашто ќе стане збор? За салати? Не. Правилно, искрен се најадовте? Полни очи, празни раци се вика тоа. И празна уста во случајот. А вижте малку да појадете. Не знам, не пише. Тамо, таа страна може не го сакате, ама тоа е многу здрава работа. Поховано онака, малку. Да, ја не приметив, ама... Не. Има нешто, треба да ја пресечеме за да видиме. Ке ве задржам на ражничите тука. Малку да... Тоа така ми беше намера за да ве освежам малку на почетокот. И Бог рече, еве ви ги давам сите треви што се осеменуваат по целата земја и секое плодоносно дрво што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна. Дури и зеленчукот на почетокот не бил вклучен во основната исхрана на човекот. Знаете кој го вклучува Бог? После падот во греф е вклучен и зеленчукот. Но секако е корисен, нормално. Зошто јадеме? Лоша навика? Не. Затоа што уживаме да јадеме. Господ така не создал. Господ ја создал оваа храна, видите, прекрасно, со разни бои, со разни вкусови. И не знам, јас си замислувам, што се, може би не сум пробал на ваа земја, а што ќе биде на новата земја, што ќе има, а што пак имало, може би па изгинало, не знаеме ние, значи, во текот низ вековите, какво се овош и зеленчук, пред се овошјето, пошто е сладко и убаво, не дека зеленчукот не е. Така Господ не создал да уживаме во тие вкусови, во храната. Но дури кога би уживале во храната, или и кога не би уживале, ние сепак мора да јадеме. Тоа е гориво за нас, за нашето тело. Храната е потребна за да не снабди со гориво, чие што енергија му е потребна на телото, исто така за да обезбеди потребен материјал за поправка и изградба на ткивата и да ги обезбеди состојките кои учествуваат во регулирање на телесните процеси. Секоја хемиска состојка што се наоѓа во храната и учествува на некој начин во овие процеси е хранлива, и еве ги 7 основни видови на хранливи состојки, верувам дека сите ги знаеме. Значи, јагиле, хидрати, масти, протеини, витамини, минерали, растителни влакна и вода. Дали знае некој кој од овие носат енергија, обезбедуваат енергија? Јагли, хидрати, после? 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 Не. Толку, првите три. Првите три ја носат онаа потребна енергија. Јагли, хидратите и протеините даваат 4 калории на грам, а мастите 9. Значи, мастите имаат поконцентриран извор, се поконцентриран извор на енергија. Растителните влакна на времето, значи целулозата, всушност, биле сметани за незначајни, меѓутоа и те како се значајни. Денес се признати како важни телесни регулатори, буквално целулозата како една метла ви ги чисти цревата, значи целиот дигестивен тракт.
Исхраната која што содржи малку билни влакна, а тоа е ако не е присутно овошјето и зеленчукот пред се, растителната храна, обично се поврзува со зголемен ризик на цревен рак и други цревни заболувања. Знаете дека денеска доста е во подем, се во подем овие видови на заболување и рак. Кога храната е правилно избрана и припремена, така што основните хранливи состојки се конзумираат во правилен сразмер и количина, тогаш можеме да бидеме сигурни дека имаме добра исхрана. Секоја храна што ја јадеме содржи нешто од ова, односно и скоро се содржи, меѓутоа разновидни аминокиселини, значи основните состојки на протеините ги има во различни видови на храна, затоа треба да исхраната ни биде разновидна. Недоволна исхранетост. Што значи тоа? Дека не приеме доволно хранливи состојки или пак во некои случаи тие остануваат недоволно искористени од телото. Неисхранетоста е присутна кога има недостаток од некои состојки. Во неразвиените земји посебно, едноставно, неземањето доволна храна или пак неразновидноста во исхраната е главен проблем. Гладот е трагичен проблем за милиони луѓе во светот, за кои што се поредко се зборува, барем во последно време. Јас се сеќавам на времето, ако вие се сеќавате некој од вас, знаете што беше Live Aid? Никој не знае. То беше 24 или 48 часовен нон-стоп концерт на Вембли стадионот во Лондон, кај што се собира пари за гладните во Африка. 80-тите таму години. We are the world, онаа песна што испадна од сите пеачи. Да. Ја не знам, не гледам дека тоа нешто многу се случува во последно време. Значи, запоставени се големи групации на луѓе кои што се неисхранети, гладот е навистина голем проблем, но не се прави многу за тоа и ништо не се ни спомнува. Поретки, но исто така сериозни се проблемите и болести што настануваат како резултат од недостаток на протеини или витамини или минерали. Обично се додека луѓето примаат доволно непреработени калории во својата исхрана, овие болести не се присутни. Меѓутоа проблемот е тоа кога се навикнеме повеќе на преработена храна, на рефинирана, и тогаш ќе почувствувате недостаток на витамини, значи не внесувате можеби доволно во овошје, зеленчуки, и ќе отидете, ај С витамин од аптека, ај војде витамин, ај тој витамин, а тоа може да створи проблем. Затоа што телото не може да ги абсорбира и прифаќа тие изолирани витамини од аптека во вид на таблета, како оние кои што ќе ги примите преку исхраната. Трите најголеми убиствени болести во САД, и тоа во цел свет, па и во Македонија, кои се? На прво место кој е, знаете ли? Срцевите заболувања, да. Ракот и мозочниот удар. И сите се непосредно поврзани со исхраната. Потоа исто така висок крвен притисок, како и диабетисот, исто така се поврзуваат со исхраната. Мислам дека оваа седмица беше прочитав еден податок што има врска не толку со исхраната, колку со физичките вежби, и се изненадив, тоа е некој ново проучување кое што го направиле. Проучувањето траело 11 години, биле наблюдувани 2000 луѓе, учесници, кои стоеше таму процент мажи и жени, колку биле, каде што се дошло до заклучок дека само 150 минути физичка активност, односно движење во текот на седмицата ви треба. Не мора да е брзо или вакво или такво, 150 минути седмично. И тоа и те како го намалува, значи, процентот на проблемите со и срцеви заболувања и така натаму. Значи, луѓето умираат затоа што не сакат да мрднат еден чекор или затоа што јадат несоодветна исхрана или претерано и така натаму. Трашна работа. 150 минути, колку се 150 минути? 5 дена по пола час, по 3 километри. Па ја од Сабајле тука направив 3 километри. Мислам. Вака. Некојаш имам таква навика, телефонот, и сега ако ме загињави некој така малку подолго и си се шетам и си правам увет.
Значи, многу се едноставни некојаш лековите, ајде, кои сме веќе сега из храната. Карактеристичните вишоци на храна кои ги подпомагаат или пак предизвикуваат овие болести содржат холестерол начисто, животински масти, премногу шекер, премногу протеини и премногу сол. Всушност, во основа тие содржат премногу калории. Калориите се проблемот денеска. Можно е да се добие, значи оние празни калории што ги викаат, можно е да се добие и токсично предозирање со некои одредени витамини или минерали, како што спомнав претходно, но до ова доаѓа обично ако се користат таблети, витамински или минерални, или пак некои високо концентрирани храни. Една од вообичаените последици на прекумерната исхранетост е секако дебелината. За да се реши овој проблем, кој што станува се поголем, во Македонија страшни се процентите на тоа колку деца до 8 оделение, таа возраст 9 всушност сега се со прекумерна тежина. А за да се реши овој проблем потребна е комбинација на правилна исхрана и вежби. Накратко речено, храната која што се зема треба да биде со малку масти, а богата со билни влакна, што би се рекло овошје зеленчук пред се. Високопротеински диети не се во ништо по-корисни од другите диети, освен тоа доаѓа и до брзо почетно губење на водата од организмот. Нека слушаат оние кои што се бават со бодибилдинг. Високопротеински диети, обично тие знаат да бидат на такви диети, преголемата количина на протеини е штетна за телото на неколку начини. Со текот на времето ги ослабнува бубрезите, срцето, коските и имунолошкиот систем. Наместо тоа, вели, користете правилна и добро урамнотежена исхрана, која што содржи малку масти и шекер, а изобилува со билни влакна. Повторно. Кога зборуваме за видови на храна, овој режим на исхрана ги вклучува овошјето, зеленчукот, интегралните житарици, мишунките. Или еве, да дочитам првен, повеќето дебели луѓе би требало да јадат помалку. Веројатно тие би требало да научат да прифатат поголемиот дел од денот да бидат малку гладни, барем доека нивното тело се привикне на помалку храна и станат физички способни преку вежбање. А телото неверојатно се привикнува, знаете. Пробајте, ќе видите како со помалку храна. Ке стане збор малку за ова за мирен и благодарен став, и тоа е многу битно, кога примате храна. Значи, одржување, она што до сега, од прилика го спомнавме и научивме, е одржување на мирен и благодарен став и во определено време јадење на разновидна и воглавно нерафинирана храна. Едноставно припремена на привлечен и вкусен начин, во доволна количина која би овозможила одржување на идеална телесна тежина и добро здравје. Значи не мора нешто многу да се мачите околу готвење и така натаму. Во определено време, сето тоа е значено и битно. Ова е сега малку само како општ вовед, меѓутоа знаеме дека за исхраната многу што има да се каже. И нормално дека не можеме да покриеме во 20 на минути се. Ставот што го имаме кон храната што ја јадеме и доека ја јадеме е исто така важен. Доколку сте нервозни, брзате или сте разочарани, тогаш дигестивниот процес ослабнува. Доколку тоа не можеме да го сториме во добро расположение и кога за тоа имаме доволно време, тогаш подобре воопшто да не јадеме. А денеска во брзање, она брза храна, знаете, затоа викат брза храна, затоа што брзо темпо на живот ке успат, онака, некој сендвич или било што. Па нервозни, па... Јадењето на брзина води кон прејадување. Бидејќи варењето на храната започнува уште во устата, потребно е тоа побавно и добро да се изџвака храната. Нешто што ја некако го изгубив малку како навика, значи, не дека помалку забијам се, или помалку квалитетни забија, ама помалку джвакам. А тоа не е добро. Ај сега да видиме, значи, храна и пијалоци кои што се корисни за нашето здравје. Ова е пак, ќе кажам, општо.
Што имаме овде? Леп и житарки од цело зрно. Јас овде имам така мал минус, пошто вкусен ми е белиот леп, да си признам, по домашно печен поготово. Овошје и зеленчук, свежо или сушено и конзервирано. Имате дехидратори прекрасни и можете си набавите и да си сушите преку цела година овошје, најлесен начин на конзервирање на овошје и зеленчук, па и на билки може да сушите. Мешункасти растенија, знаеме што спаѓа овде, семиња и ладно цедени масла добиени од нив, ленено масло, и ги има многу такви, девствено или ладно цедено маслиново масло, маслинки и авокадо, урми, агаве сируп, јаворов сируп, запреката не вреди, тука мед, во мали количини секако, јаткасти плодови, во умерени количини, млеко и јајца, органски, по можност, селски, ја би рекол тамо од село, некаде кај што кокошката си колува онака природно, не мора да хранат со, не знам, посебна храна. Свежо цедени сокови од овошје и зеленчук, смуди, компоти и домашни сокови со малку шекер. Знаете, оние домашни компоти што знаат да ги прават домакинките, пошто обично се става шекер за конзерванс, што е. И сушени домашни зачини. Тоа е отприлика оно што е корисно и добро. Храна од која што треба да абстинираме. Бел леп и бели печива. Сте забележали дека највеќе има гужва по тие бурекджилници. Рафиниран шекер и преработки од шекер. Тука има, значи кога ќе влезете во продавница, не знам колку рафтови има со вакви продукти. Значи. Месо и месни преработки, морски плодови и риба, путер, маргарин и секакви млечни преработки. Рафинирани масли и животински масти, сладки торти, колачи, со млеко, шекер и јајца. Да, има. Затоа е ставено со млеко, шекер и јајца. Знаете за тоа што вели Елен Вајд, дека млеко и шекер, комбинација млеко и шекер е поштетно и од самото месо. Значи. Секакви форми на грицки, секакви форми, и тука имате некои интегрални и некои така подобри може да најдете, мада не знам, не е заверување се што ќе прочитате на паковките, значи секакви ги има сега, чипс и така натаму, пастеризирани сокови со шекер, газирани пијалоци, да не зборуваме, чај, кафе, алкохолни пијалоци, пак се мисли на одредени видови чаеви, знаете на кои мисли Елен Вајд, обично. Штетни зачини адитиви, натриум глутаминат е само спомнат, тука ги има многу, туршија и оцет. Оцетот. И сол, исто така многу. Да. Видови на чај, значи индиски, оние кои што се оној точно. Не знам, албанците што го пијат, како го викаат. Па затоа и риба е спомнато. Значи. Месо и месни преработки, морски плодови и риба. Добро, да. Па така ако земем и пилешкото, па не е штетно од црвените меса. Значи. Добро, во ред. Сакам да кажам до некој степен. Значи. Јадењето меѓу оброци или земање премногу оброци во текот на денот го попречува варењето. Многу чест резултат на ова се слаби стомаци и кисело расположение. Помалите и послаби оброци се варат многу побрзо.
Правилото гласи вака: на стомакот треба да му се овозможи доволно време за да потполно се испразни од примениот оброк, а потоа да се одмори 1 час пред да биде внесена следната храна. За да се спречи пријадувањето и лошото варење, не треба да се внесуваат премногу различни врсти на храна одеднаш. Затоа ми се допаѓа кога имаме заеднички ручи, кога има 2 врсти на јадење, да речеме. Мислам, да, 2 врсти плюс, нели, салати и така натаму. Затоа што вака кога имате различна храна и од се сакате да чепнете и секи измешате и на крајот турлитава. Вистина е дека од оброк до оброк и од ден на ден треба да користиме разновидна храна, значи да биде разноврстна, да не биде иста, но сосема се доволни 3 до 4 вида на храна во еден оброк. Тоа е сосема доволно. Еве, уште 1977 година кои биле препораките на Американскиот сенатски комитет за исхрана. Намалете го користењето на солта за некаде околу 50 до 85%. Јас сум љубител на посолена храна и некако така си заклучив, треба тоа да го доиспитам, да видам дали е така, искрено. Ако знаете нешто, па повелете, можете да споделите. Затоа што си користам хималајска сол и некаде сум прочитал дека таа не е штетна, значи така не покачува прицук, не знам ова, не знам тоа, и ставај колку можеш. Не е штетно. Ама не знам дали е баш така. Солта и како го покачува притисокот. И како солта. Да. Па нормално. Да. Значи, намалете го користењето на солта за некаде од 50 до 85%. Навистина, луѓето користат многу сол. Намалете го конзумирањето на масти за најмалку 10%. Намалете го користењето на шекерот за 40%. Ја овде би ставил поголем процент. Од 77 до сега има разлика. Па и за мастите. Ограничете го холестеролот на 300 мг дневно, што е еднакво на едно јајце. Овие показатели говорат дека е потребно да се направат големи промени во начинот на исхрана кај еден прошечен човек, кај еден современ човек. Добивките што произлегуваат од ваквите неопходни промени во начинот на исхрана се навистина неверојатни. Адвентистичките здравствени истражувања покажуваат дека кај чистите вегетаријанци застапеноста на смртноста од рак е само 1/3 од сите починати од оваа болест наспроти 2/3 кај невегетаријанците, а само 1/4 смртност од кардиоваскуларни заболувања наспроти 3/4 кај невегетаријанците. Кажавме, тие се најзастапените заболувања, од кои што највеќе се умира. Од овие истражувања јасно може да се види дека големата предност на вегетаријанците се должи на некористењето на животински производи во исхраната. Истите овие истражувања покажуваат дека кај вегетаријанците, кои што не пушат цигари и не пијат алкохол, застапеноста на смртните случаи од срцеви удари е само 14%, а кај ракот само 9%. А во просек живеат 12 години подолго од сите други. Нормално, промените кои што треба да ги правиме во исхраната треба да одат постепено. Ништо што нагло ќе го направите нема да донесе резултат, може да го шокирате организмот. И да можеби нешто од незнаење, па после нешто да ви недостасува, па ќе се појават проблеми. Добра стратегија е да се започне со намалување и елиминирање на најлошата нечиста храна, а потоа да се замени со повеќе овошје, зеленчук и интегрални житарици. Потоа префрлете се на ниско масните млечни продукти и изоставете ги од употреба масните и преработени меса. Исфрлете повеќе од преработената храна, како што се брзите вечери, колачите, брзите оброци и софт пијалоците. Купувате интегрален леп и житарици, снегулки и така натаму, наместо рафинирани производи.
Користете што е можно помалку, додато си во исхраната, а доколку веќе ги користите, изберете некои врсти што содржат помалку масти и се нискокалорични. Што е можно почесто јадете дома и поедноставете го јадењето. Најдете некој добар вегетаријански кувар и почнете со експериментирање и припремање на нови специјалитети. Но бидете колку што е можно поедноставни во готвењето и припремањето на храната. На крајот ќе завршам со проповедник 10:17. Блазете земјо кога твоите кнезови јадат на време, за да се подкрепат, а не да се испијанат. Можете да се испијаните од несоодветна исхрана. Ова е само еден подсетник. Јас знам дека ние многу добро знаеме што треба да јадеме, што не, ама треба да се повторуваат овие работи. Јас самиот од себе, од искуство знам дека ако не читаш, ако не се подсетуваш, полека пак си се префрлаш. Тоа е организмот наш, таков е. Одиш на она што е по-нездрава храна, залегнуваш, не си активен и така натаму и полека почнуваат проблемите. Така да, нека Господ ни помогне навистина да она што ни е дадено, навистина го преминуваме во животот. Господ ни дал нам многу што, уште во 19 век, преку Елен Вајт. Нешта кои што дури денес науката ги открива и ги препорачува. Сигурно сте виделе дека од ден на ден сега имаме интернет, читаме дека се повеќе и повеќе препораки ни доаѓаат кои што работи ги знаеме ние едноставно и некојаш си викаме сега ли ви текна на вас за ова нешто, сега ли дознавте, ама џабе е знаењето ако не го користиме во нашиот практичен живот. Затоа нека Господ ни даде сила, затоа што не е едноставно со апетитот. Апетитот е страшна работа, се победи. Знаеме кај паднале Адам и Ева, знаеме кај Исус бил кушан во првото искушение, така да со Божја помош и Божја сила ќе можеме. Нека му е слава на Господа. Амин.